Кратки најави за денешниот дневник. Протест на вработените на информатичкиот факултет во Охрид бараат потпишување на колективниот договор. Хотелиерите и угостителите на брегот на Охридското езеро ги прават последните подготовки за новата туристичка сезона. Вевчани воспоставува систем за селекција на отпад. Секое 8 дете во Македонија има проблем со дебелина. Динамичка манта 24-та, голема воена вежба на НАТО за подморници. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 12 степени Целзиусови. Во вечерните часови во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во вторник во северозападна, западна и централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Алпите се очекуваат врнежи од снег. Услови за слаби врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и со температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. На планините со врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 16 степени. Во Македонија врнежите од дожд кои што ќе започнат денес доцна попладне ќе продолжат и во текот на ноќта понеделник кон вторник, како и во вторник во првата половина од денот. Локално се очекуваат да наврнат и до 30 литри дожд. Во вторник во попладневните часови врнежите ќе престануваат над 1500 метри со врнежи од снег. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури се очекуваат во интервал од 0 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 4, односно до 15 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува облачно, ветровито и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе дува до умерен северозападен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 1, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12, односно до 10 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Синдикатите на 5 јавни универзитети, меѓу кои е Охридскиот Свети Апостол Павле, денеска со мирен протест го изразија незадоволството од непотпишувањето на колективните договори. Тие бараат еднаков третман како нивните колеги од УКИМ, кои со спроведување на колективниот договор ќе добијат повисоки плати. Со цел надминување на неравноправната положба на вработените во 5 државни универзитети ќе бидат предложени законски измени, информира председателот на Собранието Јован Митрески. Синдикатот на вработени на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид со мирен протест денеска го искажаа своето незадоволство од непотпишувањето на колективниот договор. Тие го поздравуваат потпишувањето и спроведувањето на договорот со кој нивните колеги од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ќе добијат зголемување на платите за околу 22%, но револтирани се, како што велат, од двојниот аршин на надлежните и се чувствуваат дискриминирани. Им порачуваме на надлежните дека спроведуваат дискриминација, нееднаквост спрема останатите вработени од останатите јавни универзитети, како спрема нас, така и спрема останатите 4 јавни универзитети, бидејќи и ние имаме исти статус и обавуваме иста општествена дејност. Затоа денес овде со овој протест сакаме да го искажиме нашето незадоволство и воедно бараме потпишување и на нашите колективни договори или изнаоѓање на законска рамка за пристапување спрема колективниот договор од УКИМ. Синдикатите на 5 јавни универзитети, Охридскиот Свети Апостол Павле, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Мајка Тереза во Скопје, со непотпишувањето на колективните договори сметаат дека се неправедно изоставени од државата. Синдикатите претходно соопштија дека протестот не е политички мотивиран и дека ќе протестираат мирно и обединето за враќање на достоинството, интегритетот и правдата. Во координација со синдикатите на вработените од останатите 4 јавни универзитети во државата, ќе ги дефинираме следните чекори како да продолжи овој штрајк и на кое место. Се со цел исполнување на нашите барања.
Со цел надминување на неравноправната положба на вработените во 5 државни универзитети ќе бидат предложени законски измени, информира на својот Facebook профил спикерот на собранието Јован Митрески. На денешната координација донесовме одлука да предложиме измени на Законот за високото образование со кои ќе се регулира коефициентот за исплата на плата на вработените во јавните високообразовни установи, со што ќе се обезбеди соодветно покачување на платите за сите, напиша во објавата Митрески. Митрески воедно ги повика сите пратеници да го поддржат ова законско решение, бидејќи како што вели образованието е прашање за кое е неопходен консензус и за кое нема простор за политички или партиски калкулации. Хотелиерите и угостителите на брегот на Охридското езеро ги прават последните подготовки за новата туристичка сезона. Експертите велат, потребно е збогатување на понудата со нови содржини за привлекување на гости од нови туристички пазари. Голем дел од хотелско-угостителските објекти на брегот на Охридското езеро се под клуч. Го користат овој период од годината за реконструкции и подготовки за новата туристичка сезона. Велат февруари и март се месеци кога има најмалку промет и едва се покриваат трошоците. Забележителен е мал број туристи и тоа само за викенди. Секако после празници, новогодишните празници, повеќето ресторани, угостителски објекти, хотели овој период го користат за рекуперација, да кажам, или реновирање, спремање. Тоа е тој период кога нема голем приот на гости, нема голем промет на гости. Сега за 8 мартовските празници ќе има некоја раздвиженост, меѓутоа таа раздвиженост нема да биде онаа раздвиженост која што ја очекуваме ние охриѓани. Реалната раздвиженост со посета на поголем број на групи и гости ќе биде од април месец. Охрид мора да ги следи новите трендови на туризам. Современите туристи бараат доживување и добро спакувана приказна. Според експертите потребно е таргетирање на нови туристички пазари и повеќе чартер летови. Сега може да работиме исклучиво на таргетирање и да го направиме декември и јануар, дел од февруар да ни биде со настани врзани. Така, меѓутоа мора да размислиме малку со цените да се коригираме во тие периоди. Најдобро е скандинавските земји да ги земеме како таргетна група. Затоа што првично, логично е да имаме лет. Охридскиот регион треба да го избегнува масовниот, да се фокусира на алтернативен културен и одржлив туризам, да се понуди, но и да се сочува богатото природно-културно наследство со кое изобилува регионот. Општина Вевчани воспоставува систем за селекција на отпадот со цел да се намали количеството отпад и да се подобрат перформансите на јавното комунално предпријатие во собирањето на отпад. Општина Вевчани се посветува на подобрување на управувањето со отпад и заштитата на животната средина. Со усвоениот локален акциски план за управување со отпад, општината има цел да го намали количеството на отпадот и да ги подобри перформансите на јавното комунално предпријатие во собирањето на отпад. Ќе воспоставиме систем за селекција на отпадот што ќе го намали депонирањето на отпадот од општината до регионалната депонија. Исто така ќе преземеме мерки за подигнување на свеста кај граѓаните за одржливо управување со отпад, вклучувајќи едукативни кампањи и активности за рециклирање, информира градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски. Локалниот акциски план го подготви работна група составена од членови на општинската администрација и јавното комунално предпријатие со поддршка од Салар Интернешнал и Шведската агенција за меѓународен развој. По повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, општина Охрид во четврток на 7 март во концертната сала на Општинското основно музичко училиште Методи Патчев со почеток во 19 часот организира музички рецитал на Билјана Буџаковска во пијано придружба на Ивона Базгаловска. Пред рециталот ќе биде отворена изложбата Жени во фокусот, во чии рамки ќе бидат изложени 12 фотографии сликани од објективот на Нина Ангеловска. Фотографиите се всушност 12 приказни на жени охриѓанки кои со својата работа се синоним за се она што значи жена. Секоја е посебна, инспиративна и секоја на свој начин представува пример дека постои само сакам и не сакам, а нема не можам. Реализацијата на овие два настани е во соработка со Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Дебелината кај возрастните и децата во Македонија е стабилно на високо ниво, информираат од Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден на дебелината 4 март.
Над 30% од децата помеѓу 6 и 9 години имаат зголемена телесна тежина. 28,4% од возрастните живеат со дебелина. Дебелината кај возрастните во Македонија е зголемена за 13,6%, а кај децата и адолесцентите за 7,4% во споредба со 1990 година, објави Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден за борба против дебелината. 28,4% од возрастните во земјава живеат со дебелина, 30,5% од децата од 6 до 9 години живеат со зголемена телесна тежина, а 13,8% од нив живеат со дебелина или екстремна дебелина. Дебелината е почеста кај момчињата отколку кај девојчињата, а повеќето деца кои имаат зголемена телесна тежина или дебелина живеат во урбани средини. Исхрана со високо преработена енергетски богата храна е значаен фактор кој придонесува кон развој на зголемена телесна тежина кај децата. Социоекономските карактеристики на семејствата на децата и достапноста на храна во и околу училишната средина влијаат врз навиките за исхрана кај децата. 32% од децата на возраст од 6 до 9 години пијат безалкохолни пијалоци богати со шеќер повеќе од 3 дена во неделата. Половина од децата јадат ужини богати со шеќер повеќе од 3 дена во неделата, а од нив 8,4% и повеќе пати секој ден. Само 24% од децата јадат свежо овошје секој ден, а 21% свеж зеленчук. Физичката неактивност кај децата поради намалените можности за безбедни животни средини кои промовираат активна игра и движење на децата, доведуваат до помалку движење и употреба на електронски уреди како клучни детерминанти на дебелината. Приближно 40% од децата на возраст од 6 до 9 години поминуваат доста време пред телевизорот или употребуваат електронски уреди повеќе од 2 часа дневно. Вкупно 48% од децата спортуваат или танцуваат најмалку 2 часа во неделата. Повеќе од половина, 63%, активно се движат до и од училиште пеш или со велосипед, објави Институтот и укажа дека дебелината е сложено хронично заболување. Трендовите на зголемена телесна тежина и дебелина кај децата во Македонија, според Институтот за јавно здравје, се одржуваат стабилно на високо ниво. Потребен е соопфатен и мултисекторски пристап кон дебелината, оддавање приоритет на факторите од животната средина кои влијаат врз дебелината до зајакнување на здравствената заштита за превенција и контрола на дебелината како хронично заболување. За борба против дебелината, Институтот посочува конкретни мерки, како активности за поддршка на здрави практики од првиот ден, регулативи за штетниот маркетинг на храна и пијалоци за деца, политики за храна и исхрана во училиштата, вклучувајќи иницијативи за регулирање на продажба на производи со висока содржина на масти, шеќери и сол во близина на училиштата, фискални и ценовни политики за промовирање здрава исхрана, политика за нутритивни информации на етикетите, кампањи за едукација на јавноста и зголемување на свесноста за здравата исхрана и вежбањето, стандарди за физичка активност во училиштата и интегрирање на услугите за превенција и управување со дебелината во примарната здравствена заштита. Со цел развивање на услугите за долготрајна нега на стари лица од страна на квалификуван и професионален кадар, Црвен крст Охрид организира обука за негуватели на стари лица. Црвен крст Охрид е овластена организација за спроведување на обуки за негуватели за помош и нега на стари лица во Охрид и Дебарца, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрастни и Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. Обуката, која содржи теоретски и практичен дел, трае 3 месеци, а ќе се реализира во простории на Црвениот крст Охрид, прилагодени и опремени со потребната опрема и помагала. Обуката ќе изведува наставен кадар, едукатори, доктор по медицина, медицинска сестра, социјален работник и дефектолог. 5 дена во неделата во период заеднички договорен. На таа обука кандидатот се стекнува со соодветен меѓународно признат сертификат за негувател, негувателка за помош и нега на стари лица. Заинтересираните полнолетни кандидати ќе можат да добијат повеќе информации и искажат интерес за обуката со јавување на еден од телефоните 046 261 909 и 070 315 309 на имейл ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид. Конкурсот за пријавување на кандидати за обука на негуватели за помош и нега на стари лица ќе биде отворен од 4 до 15 март.
Нови цени на горивата од ноќеска на полноќ. Дизелот поевтинува за 1 денар, а екстра лесното масло за домакинство за половина денар. Бензините пак поскапуваат за половина денар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Евродизелот ќе се продава по цена од 77 денари за литар, екстра лесното масло за домакинство за 75,5 денари за литар. Бензинот Евросупер БС 95 од полнок ќе се продава за 83 денари за литар, а Евросуперот БС 98 за 85 денари за литар. Новата малопродажна цена на мазутот ќе изнесува 43,752 денари за килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Владата на Хаити од синоќ ќе прогласи вонредна состојба во земјата која ќе трае 72 часа, откако вооружени банди упаднале во еден од најголемите затвори во главниот град Порто-Пренс, при што загинале 12 лица, а околу 4000 затвореници се во бегство. Лидерите на овие групи кажале дека сакаат да изнудат оставка на премиерот Ариел Анри, кој моментално се наоѓа во странство. Немирите почнале во четвртокот откако тој отпатувал во Најроби за да разговара за праќање на мултинационална безбедносна сила предводена од Кенија на Хаитите. Бандите имаат намера од премиерот да ја преземат контролата на 80% од главниот град. Меѓу приведените во затворот во Порто-Пренс имало и членови на групи осудени за убиството на поранешниот претседател Жовенел Моис во 2021 година. Последните случувања владата ги смета за непослушност, што представува сериозна закана за националната безбедност. Илјадници луѓе настрадаа во пресметките на насилните банди на Хаитите во 2020 година. 4 лица загинале, а уште неколку се повредени во пукање во резиденција во Кинг Сити, Калифорнија, соопштиле тамошните власти. Инцидентот се случил по забава во стамбена зграда. 3 неидентификувани маскирани лица излегле од возило и пукале со повеќе куршуми кон лицата во предниот двор од куќата, соопштила полициската управа. Тројца мажи со прострелни рани биле прогласени за мртви на местото на настанот, а една жена била пренесена во локалната болница каде што била констатирана смрт, се вели во соопштението на полициската управа на Кинг Сити. Истрагата за нападот е во тек. Во тек е голема воена вежба на НАТО на подморници во Средоземното море наречена Динамичка Манта 24, пренесува Associated Press. Во близина на италијанскиот остров Сицилија, 7 подморници на НАТО од Грција, Франција, Италија, Шпанија, Турција и Соединетите Американски држави учествуваат во комплексната вежба. Бродовите кои учествуваат во Динамична Манта 24 практикуваат следење, а истовремено се координираат со воздухопловните сили и бродовите со цел да се подобрат борбените способности на море. Хеликоптери надлетувале над големите подморници во близина на Катанија, а неколку воени бродови ја следеле операцијата, јавуваат италијанските медиуми. Главната цел на вежбата е да се подготват единиците на НАТО за да можат да одговорат на било каква закана од подморници, велат од Алијансата. Вежбата ќе трае до 8 март. Најмалку 4 лица загинале, а 23 се повредени во пожар во старечки дом во градот Бетбрукхау во германската покрајна Северна Рајна, Вестфалија. Како што соопштиле од полицијата, пожарот избил утрово околу 4 часот. Меѓу повредените е и еден од пожарникарите кои се обидувале да го згаснат пожарот. Спасувачките екипи евакуирале 46 лица од старечкиот дом. Во тек е истрага за причините за пожарот, соопштиле официјални лица. 3 мажи и една жена, од кои 3 американски астронаути и еден руски космонаут полетаа од Флорида на пат кон меѓународната вселенска станица со ракета на SpaceX. Компанијата на Илон Маск капсулата има искористено 4 пати досега. Во текот на нивната 6-месечна мисија тие планираат да прават различни експерименти. Меѓу екипажот е и еден доктор, па истражувањето ќе вклучува и растечки вештачки копии на човечки органи со цел да се проучуваат дегенеративни болести во средина со ниска гравитација, што не е можно на Земјата. Ова е втор обид за лансирање на ракетата, првиот кој требаше да биде во саботата беше откажан поради силните ветрови. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.